Навистина, прашањето не е лесно да се одговори на прашањето не е лесно, од причина што постојат и објективни и субјективни причини за одредени, да речеме, размислувања кои се дисонантни во една ваква ситуација. Сите ние очекуваме непартиски и колку што слушнавме, колку што пратиме од медиумите, навистина се работи за непартиски човек, меѓутоа тој треба да биде и човек со интегритет. Од една страна, каков ќе биде интегритетот, ќе покаже времето. Ние сите би биле среќни доколку конечно на оваа позиција дојде човек кој што нема да биде близок со ниту една политичка партија, ниту ќе се обидува да се додворува на политичките партии или да им служи на политичките партии, како што за жал тоа го правеа многумина во минатото. Од друга страна, јас иако сум песимист, сакам да бидам оптимист, меѓутоа сум песимист во еден сегмент во законските решенија, колку тој може и понатаму да остане непристрасен со интегритет, од причина што мислам дека законските решенија за избор на јавен обвинител се доста рестриктивни и тие налагаат избор на кандидат, односно на јавен обвинител од редовите на судиите или од редовите на обвинителите. Меѓутоа, со оглед на фактот дека видовме колку е авторитетот на судството, на правосудството во Република Македонија, вклучувајќи го и судството и јавното обвинителство, тој сепак влегува од тие луѓе кои што досега учествувале во тоа. Колку ќе успее да се издигне на целокупната ситуација, пак велам ќе покаже времето. Иако јас сум приврзаник на оние решенија кои што во минатото, бидејќи треба да се остави поголем, да биде поширок изборот на јавен обвинител од луѓе кои што ја познаваат тоа проблематика и според мое длабоко убедување, поранешните обвинители кои што бира според стариот закон имаа поголем интегритет и поголема објективност во работење и на некој начин функционираа подобро со јавното обвинителство. Овие решенија со оглед на фактот дека произлегуваат доста дисонантни тонови во јавноста за многу подели, за многу кланови кои што постојат и во судството и во обвинителството. Сведоци до сега бевме на многу игри кои што постоеле или соработка под наводници, не она правна соработка, него друга соработка помеѓу одреден број на суди и обвинители, мене не ми дава за право да бидам потполно оптимист, иако велам пак повторно дека сакам да се случи. Тоа да се надеваме дека ќе се издигне на целокупната ситуација и конечно состојбите во правосудството ќе ни појдат во една нагорна линија за конечно да и ние ги заживиме благодетите кои што ги нуди принципот на владење на правото.